Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Гледам веќе дојде нас и за продолжение на серијата, така. Бидејќи ве оставив на најинтересното минатиот пат, кога прекинавме. Не ми е така прв пат. Сега времето е дојдено. Не сакам да ги тргнам вашите насмевки од лицата. Времето е дојдено да се прашуваме дали ќе имаме некоја наредна сабота прилика за нови проповеди и нови богослуженија, а камоли за серија на проповеди. Прв, втор дел и така натаму. Да, ја веќе решив, откако Израел ги доведе во заблуда своите непријатели, со една предходна дезинформација, дека наводно ќе чека да помине Пасхата. А кога е? Кога е еврејската Пасха? Значи, почнувајќи од понеделник задутре навечер, 23 е 15 Нисан, првиот ден без квасници и цела недела после тоа, до нашите цветници и после тоа, до понеделникот. Но не каква Пасха, какви бакрачи. Гјавјолите не почитуваат ниту еврејски, ниту христијански празници. Каде е удрен Иран? Дали ова вовет во Трета светска војна? Господ знае. Јас се молам да имаме не само следни две саботи, празнични, живи и здрави, се молам да имаме и мир и следниот месец, и романците да ни дојдат и да ни послужат. И да си заминат живи и здрави после тоа. Само што не знаеме дали сето тоа ќе го биде. Како што не знаеме дали утре ќе се разбудиме живи и здрави во нашите постели. Го знаеме ли тоа? Не знаеме. Дали сме спремни? Дали сме спремни и да го напуштиме овој свет, да затвориме очи, да испуштиме последен здив? Дали сме спремни за тоа? Така. Ако за тоа сме спремни, браќа и сестри, ништо друго нема да ни биде гајле. Дали ќе има нуклеарна војна, дали ќе загинам од инфаркт, или од сообраќајка, или од радиација, или од било што, или нема да загинам воопшто, ако Господ сака да ме држи во ова тело и на оваа земја до крајот. Но битното е дали сме спремни. Ако сме спремни дури и за смрт, тогаш нема од што да се плашиме. Тогаш само ќе ни интересира секој нареден ден што го живееме, што сака Господ да направам за Него. Зошто воопшто ми го дал денот? Зошто ми го дал денешниот ден? Што сака да направам за Него? Бидејќи ако нема што да правиме, ако нема повеќе смисол, ако сме сувишни, нема потреба да живееме. Но ако денес се разбудивме живи и здрави, и некој од нас може и да дојдат тука, значи Господ ни дал нов ден, утрешниот не ни е даден. И нешто има што во тој ден тој сака да направиме за Него. Или во блиска иднина.
ако не баш денес. И конечно одговараме на прашањето, како што и се наближува Пасхата, што е срцето на земјата? Што е срцето на земјата? Знае ли некој? Значи, за сите што не се упатени, кои сега се вклучуваат во темата, Господ во Матеј 12 глава 40 стих го спомена знакот на Јона, одговараме на прашањето, што е знакот на Јона, каде што тој им рече на еврејските водачи, неговите најголеми непријатели тогаш, од месо и крв, бидејќи вонземјаните немаат месо и крв. Како што побараа знак од него, уште порано. Фарисеите, рабините, книжевниците побараа знак од него. Како што нема да ви се даде друг знак, им вели, да не повторувам се, нема да ви се даде друг знак, бидејќи сте дрски и безобразни и имате со закоравени срца, да беа содомјаните на ваше место, гледајќи ги сите досегашни чуда мои и слушајќи ги сите зборови мои досегашни, одамна ќе се покаеа. Но вие сте им вели толку закоравени на тогашните теолози, на тогашните доктори, магистри, учители, авторитети, како се не ги нарековте во библиската поука. Толку сте закоравени што нема да ви се даде друг знак, освен знакот на Јона. Кој беше тој? Како што Јона беше 3 дена и 3 ноки каде во утробата на рибата, така Синот човечки ќе биде 3 дена и 3 ноки каде? Во срцето на земјата. И многу лажни учители, а и многу површни верници, кои што таквите ги следат, дури и многу добронамерни проповедници, споменав дури и адвентистичкиот библиски коментар, тврдат дека Христос тука мислел на својата смрт. Така им се наметнува 3 дена и 3 ноки во утробата на рибата и сега тоа го поврзуваат со Христовата смрт во Јосифовиот гроб. Христос помина 3 дена и 3 ноки во Јосифовиот гроб? Не. Колку помина? Од петок попладне, кога издивна на крстот, до кога? Да, до недела ноќта пред мугри, уште темница. Елена Вајд вели во најстудениот и најмрачниот час во ноќта, непосредно пред зори, непосредно пред мугри. Кој ден беше принесена неговата жртва на крстот од минатата сабота? Кој датум? Сигурни? Да видиме што ни вели самата Елена Вајд. 6-тиот ден во седмицата. Кој е тој? Добро. Знаете зашто се вика петок, зашто не се вика шесток. Да не објаснуваме сега тоа. Елена Вајд, зборувајќи за Христовите ученици, вели, 6-тиот ден во седмицата виделе како нивниот учител умрел. Вие докажавте уште со Библијата дека било во 6-тиот ден од седмицата. Христос не бил распнат во четврток, не бил распнат во среда, туку кога во петок, денот на подготовка.
Првиот ден следната седмица, кога е тоа? Недела. Денес се вика недела, така. Првиот ден следната седмица биле без неговото тело, обвинети дека го украле за да го измамат народот. Кој ден биле обвинети учениците дека го украле телото? Кој датум е неделата? Не. Беше мијатата сабота? Беше. Да не е утна случајно затоа што си го слушала на 2 март. Кој датум Христос беше распнат? А што правеле тогаш евреите? На 14. секоја година? Се колело пасхалното јагне. На 14. Се сеќавате? Излез 12 глава. Читавме минатата сабота. Првиот дел. Вториот цитат. И ова го читавме во Библијата, сега само Елена Вајд. Кон празникот Пасха бил придружен 7-дневниот празник на пресни лебови. Се сеќавате на ова? Од минатата сабота. Но од минатата сабота од Библијата читавме. Сега Елена Вајд. Копнежот на вековите. Вториот ден од празникот му се пренесувало на Господа првите плодови од годишната жетва, еден сноп јачмен. Кој е вториот ден од празникот? Кој е првиот ден од празникот? Излез 12 глава и Левит 23 глава, кај што се господовите празници. Првината, кој датум? Вториот ден од празникот. Кој датум е тоа? 16, зашто 15 е првиот ден од празникот, од бескласници. Саботата е 15, 16 неделата е вториот ден од празникот. Првина. Христос бил распнат тогаш кога се колело пасхалното јагне и воскреснал тогаш кога се пренесувала првината. Зошто? Затоа што пасхалното јагне било предслика на Христовата жртва и затоа што првината било предслика на што? Христовото воскресение. Значи, мора на тие датуми да било. Не може да било во среда на 12. Ниту воскресение на 17. Но нема ниту 3 дена, ниту 3 ноки помеѓу петокот попладне и рано сабајле неделата пред зори. Сите празнични обреди биле слика на Христовото дело. Избавувањето на Израел од Египет било очигледна поука за откупувањето што Пасха требало да го сочува во сеќавање. Закланото јагне, пресниот леп, снопот на првите плодови, сето тоа го представувале кого? Спасителот. Дали ова јасно? Дали се согласувате со овие зборови на Елена Вајд? Патем речено, тоа е све оземено од Библијата. За ова да го каже не требало ниту специјални визии да има, ниту она сама го измислила и така натаму. Значи, 3 дена и 3 ноки што Господ ги спомена, немаат врска со неговата смрт или знакот на Јона. Бидејќи и самиот Јона 3 дена и 3 ноки во утробата на рибата бил мртов или жив? Јона бил жив 3 дена и 3 ноки во утробата на рибата. Дали Христос мислел на својата смрт, велејќи дека 3 дена и 3 ноки ќе биде во срцето на земјата?
Не. Јона не бил мртов, туку жив во утробата на рибата. Зошто сепак Христос го споменува Јона? Дали кај самиот Јона имаме клуч за разбирање на тоа што е срцето на земјата? Дали имаме клуч? Да отвориме. Имате Библија? Патем речено, мене не ми е гајле во која форма ја имате Библијата. Но да ја имате и да ја читате е битното. Односно, како што рече брат Зоран, да ја читаме, не да ја имаме. Ја има денес мнозина. Имаме и дома, и кај мене има еден куп преводи различни. Деновиве ми беше поклонет уште еден нов завет на старомакедонски јазик. Дали ја читаме? Ке ти кажам после. Деновиве ми се наметна мисла, дали Господ намерно ќе дозволи, а мислам дека ќе биде. Дали со војна, дали со пандемија не толку, но дали економска криза, крах, било што, да снема и струја, да нема ни интернет, ни телевизија, ни радио дома, да ве врати 200 години назад, преку ноќ, макар и за кратко време. И што ќе правите тогаш? Ќе го истресеме тогаш правото од нашите полици, од нашите Библии. Па нешто друго ќе го трошите в слободното време. Нема интернет, нема YouTube. Бавчата, да, бавчата. Но затоа го реков слободното време. Дори са бајле видов пред да излезам, е да ќе се одржи во државата Орегон во Северна Америка, ќе се одржи еден собор, адвентистички собор, со специјална тема, кој што носи ваков наслов, што ќе правиме кога ќе снема струја. И одоздола прикажана слика на еден амиш. Знаете кои се амишите во Америка? Значи, така, традиционално облечен, со трегери, значи, без ремен, со трегери, кошула, трегери, брада, значи, да личи на традиционален евреин, вака да го видите по фаца, амишите. И одоздола поднаслов на главната тема на соборот, значи, прашањето е што ќе правиме кога ќе снема струја, прашајте ги амишите. Тоа е главна тема на адвентистички собор што треба да се одржи деновиве, не знам дали овој или следниот викенд во државата Орегон. Многу актуелна тема, инаку. Многу актуелна тема. И амишот беше прикажан како држи фенер во рака, значи нема струја, држи фенер во рака и шета низ класието на нивата своја поминува. Тоа е блиската иднина, браќа и сестри. Може би Господ тоа ќе го дозволи да се случи. Тоа се све план А, план Б на ѓаволиве. Пандемијата ако не успе, ова ќе биде, војна ќе направиме и така натаму. Сите тие се ги имаат како планови тука. Па што ќе одговара, на што ќе се решат во дадениот момент.
Не знаеме. Може би Господ тоа ќе го дозволи, за да ги спречи другите нивни планови. А многу повеќе за да нас не врати кон Библијата, кон печатената Библија. Но сега, додека има струја, не ме интересира во каков формат ви се Библиите. Важно е да ги читаме. Така. Да отвориме во Јона. Како самиот Јона го опишува своето искуство во утробата на китот, рибата, ајкулата, орката, не знам точно што било. Што има денес од сето тоа во Средоземното море. Какви све видови, дали денес преживеале некои од тие видови во тоа време. Јона 2 глава 3 стих. Да отвориме таму и да прочитаме. И ме интересира што велат и вашите преводи. Колку повеќе преводи имате на располагање, толку подобро. Јона 2 глава 3 стих. Што читаме таму? Како самиот Јона го опишува своето искуство во утробата на рибата? Сака некој да прочита? Сакам да видам Константинов како го преведува тоа. Константинов како го преведува тоа? Јона 2 глава 3 стих. Кој превод читаш? Повели? Благодарам. Ти ме фрли во длабочината, во срцето на морето. Така вели Константинов. Овој превод, ревидираниот, вели: ти ме фрли во длабините, во срцето на морето, и вода ме опколуваше, и сите води твои и бранови твои минува преку мене. Имате некој друг превод? Или се исти? Сега, дали станува малку појасно што би можело да биде срцето на земјата, откако го повикавме за пријател на нашиот квиз, самиот пророк Јона. Тој го споменува не срцето на земјата, туку срцето на морето. Така? Но дали ова сега клуч за разбирање што би било срцето на земјата? Очигледно, зашто срцето на морето? Па очигледно, Јона бил на море и од лагјата, од бродот, бил фрлен во море. Не бил на земја, бил фрлен во море. Каде, во кој море? Средоземното море. Што би било срцето на морето? Значи, во случај в срцето на Средоземното море, што би било? Каде се наоѓал, на пат за каде се наоѓал тој брод? Каде е тоа преведено на 21. век? Шпанија денешна, Пиринејскиот полуостров. Зошто Јона? Тоа е споредено со Израел, на кај запад. Зошто Јона трнал на запад?
да бега. Од што да бега? Од страшните асирци, со рогови над ушите нивни. Господ му рече да појде на исток, да појде во Асирија, во Ниневија, денешен северен Ирак. Таму се наоѓала Ниневија, а тој фатил на запад, спротивна страна на светот. И за да Господ сега го заврти за 180 степени, што требало да се случи? Да помине 3 дена и 3 ноќи во утробата на рибата. Меѓутоа, самиот Јона, како го ја опиша локацијата, каде што се наоѓал, во срцето на морето. Што би можело да значи ова? Срцето на морето. Па добро, немало копно. Ајде ќе ни стане малку појасно, ако прочитаме некои други стихови. Значи, двата превода, македонски, во Јона 2:4 го споменуваат срцето на морето. Некој друг, трет, четврти превод на други јазици поинаку да го наведува овој стих имате? Имаме? Каде го прочита средината? Значи, срцето на морето е преведено со средината на морето. Значи, испеќе дека се наоѓал, бродот на Јона се наоѓал на пола пат помеѓу Израел и Шпанија. Дали пред Малта или на Малта или на Крит, и после Крит, помеѓу Крит и Малта, не знаеме точно. Но средината на морето. Да се подсетиме, еврејскиот јазик има само конкретни именки, нема абстрактни именки. За да се изрази некој абстрактен поим, мора да се употреби конкретна именка. И затоа евреите за абстрактниот поим средина го употребувале именката зборот срце. Значи, срцето на морето е средината на морето. Да прочитаме некои други текстови. Второзаконие 4:11, например. Да ги погледнеме овие текстови. Пета книга Мојсеева или Второзаконие, 4 глава, 11 стих. Што имаме тука? Четврта глава, 11 стих. Што имаме тука? Вие се доближивте, значи, објаснувајќи им на децата на оние израелци што излегле од Египет, овие децава родени во пустинята, втората генерација. Вие се доближивте и застанавте во подножието на планината. Која планина? На Синај, мисли. А планината гореше во оган и овој израз вели до самото небо. Средината, до средината на небото. Така вика. А знаете кој еврејски збор е употребен? Срцето. Срцето на небото. Средината на небото. А потоа 12 стих вели: и Господ ви говореше од средината
на огнот. Кај бил Господ внатре во огнот. Гласот на зборовите го чувте. Израелците го слушале Господовиот глас на Синај. Но дали виделе фаца? Но образ не видовте, туку чувте само глас. Зошто не образ? Не можеш. Тоа е друга тема се. Но интересно. Втора Самуилова книга 18:14. Втора Самуилова 18:14. Значи, кога Давидовиот генерал Јоав, патем речено денешниот израелски министр се вика Јоав Галант, Давидовиот генерал Јоав го убива Давидовиот син, бунтовникот Авесалом, или по-еврејски Апшалом. Се сеќавате како косата на Авесалом, значи му се заплетка косата, конјот остана без јавачот, јавачот му се заплетка убавата коса, големата бујна негова коса на гранките од дрвото, многу ниски тие гранки. И така Авесалом беше фатен, заробен. Но што му вели пред да го убие, пред да го застрела, што му вели Јоав на Авесалома, 14 стих. Јоав рече: нема зошто да се занимавам со тебе. Со други зборови, ова не е каубојски филм, кај што убиецот и жртвата си водат муабет пред да се случи убиството. Нема што повеќе да се занимавам со тебе, и зеде во рацете 3 стрели, значи оптегна лак, Јоав лично, 3 стрели и ги забоде во срцето на Авесалом. Тука срцето има значење буквалниот орган, значи на Авесалома, буквалниот телесен орган, кој уште беше жив, Авесалом, на Дабот, вели овој стих, овој превод. Вашите преводи што велат? Висеки на Дабот. Добро. Некои други преводи имате на располагање? Среде Дабот. Среде Дабот. На средината на Дабот. Во срцето на Дабот. Така е еврејскиот израз. Одиме понатаму. Езекијел 27:4. Да побрзам, иако имаме време. Езекијел 27:4. 27 глава, 4 стих. Нас не беше доволен само текстот од Јона, бидејќи Исус се спореди себе си со Јона во однос на 3 дена и 3 ноќи.
И текстот на Јона, значи срцето на морето, што значи средината на морето, беше доволно јасен, меѓутоа има и други библиски текстови каде што се споменува срцето, освен во значење на буквален телесен орган, и понекаде кај што се споменува во значење на човековата душа, кога се споменува во значење локација, значи прецизна или точна локација, се употребува во значење средина. Срцето се употребува во значење средина. Срцето на нешто во тој контекст, во тој абстрактен смисол, во смисол на локација, значи средината на тоа нешто во еврејскиот јазик. Езекијел 27:4 што вели? Зборувајќи за Тир во денешен Либан: Твоите предели се во срцето на морињата. Твоите градители совршено ја изградиле својата складност. Какви се вашите преводи? Срцето на морињата тука. Нешто многу слично на Јона. Значи, во средината на морињата. Зошто? Тир и Сидон биле денешен Либан, а древна Феникија. Сте чули за феничаните? И зошто вели пророкот: Твоите предели се во средината на морето? Тир и Сидон се на средоземниот брег, значи на Либан, значи источниот брег на Средоземното море, не се во средината на морето. Меѓутоа, што има во средината на морето? Кој остров го споменав преска? Да, и Малта. Малта, ден денес, иако традиционално римокатоличко население, зборуваат каков јазик? Малтешки, тоа е семитски јазик. Зошто? Бидејќи се потомци на феничаните. Бидејќи се и Картагина древна во Тунис, значи недалеку од Малта, била феникиска колонија. Каде се наоѓаат древна Картагина? Значи Тунис, Тунискиот брег и Малта во средината на Средоземното море, и самото море е наречено Средоземно море. Медитеранот. Кој друг стих? 28:2. Истиот пророк. Сине човечки, кажи му на началникот на Тир: вака вели Господ Бог, затоа што го издигна срцето свое и велиш: јас сум Бог, седам на Божји престол во срцето на морињата. Еве го истиот израз. Значи, ако јас го контролирам средината на Средоземното море, значи јас господарам со Средоземното море. И во времето на Езекијел тоа се уште било така, се до така наречените пунски војни, односно кога римјаните ја уништуваат и Картагина, ја освојуваат и Малта и целиот Медитеран. И тогаш римјаните го нарекле, новите господари на Медитеранот, го нарекле Средоземното море како? Се сеќавате? Сте читале? Римјаните го викале Средоземното море Маре Нострум, наше море. Ние кога велевме наше море, на шо мислевме? Кога бевме Југославија. Ја пак кога велам во транзицијава, која никако да заврши, изгледа Господ ќе ја заврши еден ден. Проклетава транзиција. Од 91 наваму, под наше море го нарекувам, не, тоа било
А сега си го нарекувам Белото море, да. Јужно-македонското, да, Егејското море, да. Да. Значи, јас сум беломорец. Егејците се беломорци. Кој друг текст да прочитаме? Ги прочитавме скоро сите, а? Има и други, може би немаме време. И сега го отвориме најважниот текст, што го чував за крај. Кој е тој текст? Значи, до сега, срцето употребено во смисол на локација, во еврејскиот јазик, значи средина. Во таков контекст, значи средина. Ке отвориме во 74-тиот псалм. Значи, до сега прочитавме повеќе текстови, само трите за морето што ги прочитавме, срцето на морето, срцето на морињата, значат средината на морето. И самиот Јона. Средината на морињата. Седумдесет и четврти псалм, 12 стих. Псалмистот вели, патем речено ова е Асафов псалм, нели? Но Бог, царот мој, е уште пред вековите. Веќе тој е вечен. Така. И тој приготвува спасение каде? Како? Средоземјата? Или? Да, еврејскиот израз е во срцето на земјата, или средината на земјата. До сега разбравме од повеќе текстови дека срцето на морето е конкретно кај Јона, сега да се вратиме, значи средината на морето. И кај Езекијел 2 пати. Што е срцето на земјата? Што е срцето на земјата? Ако срцето на морето е средината на морето, средината на земјата. Каде Господ наумил и промислил да го реализира, да го оствари спасението на човечкиот род? Во срцето на земјата. Каде е тоа? Ерусалим. И оваа денешна ѓурултија на Блискиот Исток, зошто започна, уште на 7 октомври, и зошто сега се разгорува? Што е? Што е во центарот на вниманието? Харам ал-Шариф. Се сеќавате пред 6 месеци. Харам ал-Шариф. Гората, што значеше тоа на арапски? Гората на преславното светилиште. Колку убав наслов. Гората на преславното светилиште. Зошто се води оваа војна? Затоа што на гората на преславното светилиште треба да седне антихристот. Сакаат да го изградат третиот храм таму. Лажниот храм, бидејќи вистинскиот е горе во Новиот Ерусалим. Исус е Новиот Ерусалим. Новиот Ерусалим и небесниот храм се вистинскиот храм каде што Господ служи како наш вечен првосвещеник. Лажниот храм пак ќе биде за антихристот, за лажниот Месија. Христос, со други зборови,
на своите непријатели им дал знак, еден многу интересен знак. Вие барате знаци и чуда, значи досегашните не ви се доволни, уште барате. Кјотек сакате, со други зборови. Како што сега на грциве, поганиве грци, содомизираните грци им се заканува голем кјотек кога Турција ќе изврши инвазија на Крит, Родос и уште еден грчки остров, не знам кој. А што? Што заслужија Грци? Што друго заслужија Грците после ова најголемава, ова срамна одлука на грчкиот парламент? Да не даде Господ, меѓутоа, Ердоган неколку пати изјавуваше, ќе дојдеме една вечер, ќе ви се истовариме. Неколку пати им го кажува тоа. Ако се разгори сега војната на Блискиот Исток, што ќе прави Турција, која што одамна сака да го лапне половина Бело море? Зошто е донесена американска војска во Скопје, во Севрџганијава наша? Знаете, не знаете? Цела Европска Унија е пашалук нација, а камоли Балканот. Се очекува војна, се очекува судир, Додик најавува отцепување. Ако се разгори Барутов, и Косово, и Северна, и Јужна, сето тоа буре барут. Да не даде Господ. Меѓутоа, дали сме спремни, ако даде Господ? Спремни ли сме? Веќе наближуваме или наближивме до срцето на оваа апокалиптична деценија, средината на 20-тите, која што започна со короната, која што започна со пандемијата, која беше само вовет во овие настани. Текстот во Псалмот зборува за средината на земјата. Но другите текстови, што ги читавме, посебно тој од Јона, кажуваат дека срцето на нешто во географски смисол, во локативен смисол, е средината на тоа нешто. Срцето на морето е средината на морето. Значи, Господ им дава знак. 3 дена и 3 ноки ќе ме барате да ме уапсите. И јас ќе бидам сокриен од вас. Нема да може да ме најдете пред да истече тој рок. 3 дена и 3 ноки ќе ме барате и нема да може да ме најдете. Иако цело време ќе бидам тука, ќе бидам среде Ерусалим, ќе бидам во срцето на земјата. Тука ќе бидам. Евреите го сметале Ерусалим за срцето на земјата. И сега, кај нашите соседи, еврејската заедница, пред повеќе од 2 децении, има видено книга на нивната библиотека. Не сум ја читал. Подоцна за таа книга гледав да се споменува и на интернет во разни статии. Авторот е еден евреин по име Арие Каплан. Книгата носи наслов Ерусалим, зеница на Вселената. Не само што Ерусалим евреите од библиски времења го сметале Ерусалим и според зборовите на овој псалм за центарот на земјата, срцето на земјата, туку денешните евреи го сметаат Ерусалим за центарот на Вселената.
А гледаме дека медиумската јавност не ги порекнува во тоа нешто. Ќе бидам скриен во Ерусалим 3 дена и 3 ноќи. Од понеделникот, кога им рече, ви се остава вашиот дом пуст, и за последен пат го напушта храмот, откако ги изговори сите проклетства врз нив, со тажно срце, со солзи на очите. Јован 12 глава, 36 стих, ни вели последните Христови зборови. Еве да го прочитаме и 35-тиот. Јован 12 глава, 35 и 36 стих. Тогаш Христос им рече: уште малку време светлината е со вас. Одете додека има светлина, за да не ве опфати темнина. А кој оди по темнина, не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да биете синови на светлината. Штом го рече тоа, Исус си замина и се сокри од нив. Каде се сокри? Во понеделникот Исус последен пат го напушта храмот. Во другите евангелија читаме што во таа прилика рекол. Тука нема да остане ни камен на камен, што нема да биде урнат, разурнат. Ги кажува овие зборови и се сокрива од нив. Значи, од понеделникот изброите 3 ноќи, 3 дена и 3 ноќи. Каде ќе стигнете? Четврток вечер. Значи, понеделник, првата ноќ, понеделник, првата ноќ. Првиот ден, вторник, втората ноќ. Среда, вториот ден, среда вечер, третата ноќ. Четврток, третиот ден, и нема четврта ноќ, бидејќи таа ноќ Христос е уапсен во Гециманија. Но што сакале еврејските водачи? Сакале да го уапсат Христа, да го фатат, и што велеле? Се сеќавате? Да не ги читаме сега. Само не на празникот, се брзале да го уапсат пред празникот. За да не се побуни народот, им горело под нозе. Христос веќе триумфално влезе во Ерусалим, народот се воодушеви, воскресението на Лазар им даде голема еуфорија, и тука Христовите непријатели се осетиле многу опасно. Мораме сега да го уапсиме, нема време веќе да чекаме. Ако почекаме, целиот народ ќе тргне по цел Израел ќе тргне по него, ќе додат римјаните, ќе не уништат. Така коркачки размислувале. Сакаат Месија да дојде што ќе ги ослободи од римјаните, ни се водат, ни се терат. А сега се исплашиле коркачки, Заевски би рекол, дека цел народ ќе тргне по Христа, вистинскиот Месија, па ќе дојдат римјаните и ќе не уништат. Ни се водиш, ни се тераш. Сакаш Месија што ќе те ослободи од римјаните, и што сега се спремаат да го кронисаат во третиот храм, кога и дали Господ ќе дозволи, прашање. Кога дошол вистинскиот Месија, се исплашивте од римјаните. И па шо е сега ово? Ни се водиш, ни се тераш. Христос ми ја кажа таа поговорка само на евриски, како гласиш. Ви свиревме, не игравте. Жалопојки пеевме, не плачевте. Така гласала еврејската поговорка. Ни се водиш, ни се тераш. Се брзале да го уапсат Христа пред празникот. Но не им успеа тој план.
Христос однапред им рече, 3 дена и 3 ноќи ќе се кријам среде Ерусалим, но нема да можете да ме најдете. Ќе ви биде потребен предавник за да ме најдете и да ме уапсете. И затоа склопиле договор со Јуда Искариот за да го предаде. Но 3 дена и 3 ноќи пред тоа не успеале да го најдат и да го уапсат. Господ дозволи тој рок да помине и дури во четвртокот вечерта после светата вечера тогаш да биде уапсен. Зошто? Па за да биде неговата жртва на тој датум. За да се исполни пророштвото точно во сите поединости. И последната мисла за денес. Дали сега свативте прашањето од минатата сабота? Зошто пасхалното јагне по Божја заповед, што требаше да биде заклано на 14, требаше да се одвои од стадото на кој датум? На 10-тиот ден од месецот. И да се чува до 4, одвоено до 14. Кога се повлече Христос од својата јавна служба? Кога се повлече од еврејската јавност? Во понеделникот рековме, после цветници. На кој датум беше тој понеделник? 10. И беше уапсен ноќта пред 14. Ја принесе својата жртва за нашите гревови на 14. Одмараше големата сабота во гробот на 15. И воскресна славно првиот ден од седмицата на 16. Нисан. Третиот ден. Дали сега сме сигурни кои датуми и кои седмични денови Господ го изврши спасението, откупот на целото човештво во Ерусалим, во срцето на земјата. И дали во иднина ќе бидеме збунети по однос на овие прашања. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.